Драги гледачи, добар ден. Добродојавте во најновиот подкаст на Демократски импулс. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китановски, а вие и денеска ќе не гледате. Денеска сум исклучително возбуден, би рекол, заради тоа што нагости ми е една моја поранешна професорка по македонски јазик. И не само професорка, многу мине ја доживуваат и како манекенка, како модел, како медиумско лице. Татјана Алексич, добре ни дојавте. Добре ве најдов. Чувствувате се како дома во наша студија? Демократски опуштено што Како се? Па да ти кажам, јас имам секогаш некој емотивно што вели си поврзан од секогаш со своите ученици бивши. Така што Трајче не можев никако, се договарам од кога да ти гостувам и не можев да стасам, нели, заради обврски, меѓутоа многу се радувам кога ќе видам мои бивши ученици кои се трудат, кои работат, кои успеваат некаде во општеството да се снајдат без оглед на условите, така да што радо себе дојде да ти гостувам во твојот подкаст и да те поддржам. Звездите ни дојат на крајот. Така и вие со недели, па ако не со месеци договараме средба. Па да, не успеавме. Дали те прашав дали папагалот ќе ти биде тука, за сум љубимец нели на животни и на птици. За жал нема да биде, немаме услови. Оти многу пребели, ама сте го виделе вие. Многу сладко ми иначе, значи многу еден преубав ара папагал. Да. Најнапред сакам да започнеме со првото прашање, нормално, а тоа би било, мислам дека и многу мине и не ви имаат прашано ова. Тоа е колку вие сте дете, ако смеам да заклучам и да кажем, од мешовит брак, од татко Србин, мајка македонка. Например, презимето Алексич. Колку дали условно кажано некогаш би било како песок во чевелот, например, во однос на вашата професија? Дали многу мина се слушнале некои муабети, знаете зашто мислам? Децата на тие мешани бракови што велат се деца од љубов правени, од тоа време кога, нели, 66-та година кога ме направиле, кога ме створиле, имаше нека мода да се мешат браковите. Да, во СФР бивша па имаше доста мешани бракови, што е добро и убаво, нели, љубовта нема ни граници, не знае да препозне ни на нација, ни религија, ни боја на кожа, ни ништо. А она што е интересно, јас сум сонели српско презиме и тоа дупло од Голубович Алексич, нели, Моминско Голубович. И предам македонски, имам таа среќа да предам македонски јазик затоа што дипломирав компаративна книжевност и многу си ја сакам работата и вие како ученици сте го забележале, предпоставам тоа, но не сум почувствувала никаш нека така да речеме некој товар, тежина, меѓутоа интригантни прашања во тоа. Јас мислам дека македонските срби ви предаваат македонски, некогаш знам да се излаем што велам на српски, обично кога сум нервозна викам на децата, кога вежбаме драмски, викам лем секој ќе се изнервирам, ќе почнам на српски да се прешалтам, па се извинувам, нели, излегува од мене затоа што паралелно говорам српски колку што зборам македонски, па знае да излезе од мене некој. Па не, ама знаете, некојаш да се лизне што се вели спонтано, но се извинувам и она што е интересно кај мене кога веќе ме праша за ова е што се декларирам како македонка уште под времето на СФРЈ и имавме една интересна приказна со сопругот кога отидовме во матично и сега нели треба да се декларираш што си по национално пределост. Имаш ми исто Алексич Србин, учеше српска паралелка во Орце Николов, српска во Вера Церивири, јас македонска во 29 ноември денешно во еден Ченодиски, македонска паралелка во Орце Николов, маж ми вика Србин, ја викам велам македонка, нели? Повторно исто приказна, во вашиот татко и ваше дома. Така е, а татко ми Србин така не воспитувал да е битно да си човек, да си добронамерен, да си ја сакаш државата во која што живееш. И јас навистина тоа и низ процесот на предавање, низ образовниот процес и кој сум го фаворизирала, првим своето, домашното, а потоа се друго, затоа што ние сепак чекориме по вази, имаме морална одговорност. И тоа е патриотизам, да се чувствуваш така таму каде што живееш, на чија почва газиш, што се вели, чија струја трошиш, каде работиш. Така и мислам дека тоа не е тоа демократија, туку напротив, секој има право да се изјасни за својата национална пределост, така што ја те се изјаснувам и сметам дека е... Спомнавте Голубович, Наталија Грубович, убавиците, тоа се три убави, од која не сум им рода, нели, меѓутоа се црногорки, ти благодарам на комплимент, меѓутоа не сме, они се грубовички. Да, они се црногорки, да, од плав, ако не се лажам, така беше. И тоа е. Да ве запрашам, сакам,
Како го засакавте македонскиот јазик? Што беше иницијалната каписа да се одлучите да станете професорка? Јас се можам да посведочам како поранешен ваш ученик Владимир Влахов, дека не ви се приметуваше тоа презиме Алексич со говорот вие прекрасно, значи успеавте да ни го доловите македонскиот јазик. Јас студирав светска книжевност, меѓутоа кога јас студирав, јас дипломирав 89-та година, се уште имав... Кога јас сум роден? Ете ти. Имаше методологија, се полагаше предмет, наставен предмет, ние сме фактички професори по македонски јазик во дипломата, така ни пишува, и со љубов студирав и сакав да бидам, некојаш сакаш да бидеш тоа што сакаш да бидеш и ќе бидеш е недоброто нешто, инаку се двоумев помеѓу психологија, дедо ме беше невропсихијатар, Гичев Ѓорги, ета македонската жица штипско потекло, но ете, се решив за компаративна и тоа е на неверојатно добар факултет со една страшен тим на професори. Повторно ме прашаш, повторно би ја студирала компаративна со сите тие професори, кои биле професори асистенти, и со љубов завршив, почнав Димитар Влахов кога имав 28 години, значи на 28 години влегов во просвета, веќе имав 3 години имаше тогаш првото моје синче. И се сеќам директорот ми рече, ти тешко тука да се прилагодиш, знаеш какви се влаховци темпераментни, и прво што ме стави ке месарите. 38 момчиња, меѓутоа толку ме засака и јас да никогаш немав проблем, бев до крај класна на месари. И многу, истекаш кажа, влаховци се моја прва љубов. Точно е дека не се онака читачки расположени, меѓутоа се креативни до неба, еве ги слушаме само успешни, не само графичари, туку фризери, козметичари, деца кои завршија факултет. Сноудливи. Па и, како да кажам, оние кои знаат веднаш да се продадат на пазарот на трудот со својата работа, со своите занајти кои се повеќе занајти, кои се уметност. Имаме деца кои заврши фармација. Значи, некој учи секаде може да учи, некојаш постојат предрасуди за тие училишта. Мене ми е криво што малку се осипа стручните училишта и се враќа повторно дуалното образование, затоа што јадрото на секој здраво општество е занетите, стручните училишта, на нив треба да се стави акцент, а потоа гимназија, затоа што со гимназија си ништо, само си нели сестран и треба допрва да се развијаш, а можат и средните стручни училишта се развиваат и понатаму, да си ја унапредуваат својата професија, својата струка. Така што со љубов предавав и во Влахов 17 години, еве сега при крај пензија во Корчагин, влегов во библиотеката, како секоја, како да речем, македониско библиотеката ја дожива како царство, како Диснилен, нешто што многу ме радува, и со љубов влегов таму, доста малку простор на помладите колешки, јас сум нели пред пензија 2 години, па и паралелно што ме најави и многу мене тука се кршат копии, има стереотипи, предрасуди, како тоа една професорка да влезе во манекенските води. Ја на шегем викам, не се грижите, не сум професорка, веќе библиотекарка сум, не можам да влијам лошо негативно на вашите деца. Еве, Маце, би сакал да фатиме една тема, тоа е вашиот живот. Поточно би сакал да ве запрашам за, еве, од 16 години сте со вашиот сопруг. 16,5. Како, дали е можно? Колку е тоа предност, колку е мана, например, еве денеска, со еден човек цел живот, сиот живот да би кажал? Па еве да имам ќе кажам, има случајно такво нешто да се случило, затоа што сепак треба да имаш некој искуство, меѓутоа ете, ке нас се случи љубов гимназиска во Орца Николов, заедно, нели, 3-та година гимназија Орца Николов, и тоа нели се уште трае. Треба да има можеби човек повеќе некој искуство и пред бракот и сето тоа, затоа што ние растевме во една заедница во која што сме буквално бевме постојано, никош се немаме ни скарано за тој наш период. 9 години бевме пред да се земеме и еве и денеска.
Меѓутоа убаво кога имаш разбирање и секако круна и плод на таа љубов се нашите две деца, синови кои се прекрасни и често пати велам на маж ми се ти е простено кога ми направи вакви деца како што се Нешко и Алекса, така што секој со својата судбина, со својот избор не треба да судиме. Но не жалите за ништо, се претпоставува. Никогаш не жалам за ништо во животот, се што ми се случувало било без да жалам, дури јас сум да не последните джедаи мохиканци кои живеат во заедница. И тоа не е лесно, и тоа исто не би рекло, не би препорачала на никому, меѓутоа ако се случи, тогаш мораш да си со еден огромен праг на толеранција и да знаеш да се навикнеш на тие услови, затоа што не е лесно. Најдобро си сам на своето, меѓутоа има уште вакви случаи како мене што живеат во заедница, а се е полунормални да речеме. Мојата баба работеше во градинка и ми кажа за еден пример, го паметам, а тоа е дека уште од градинка се заљубиле, подоцна, значи тие двајца млади стапиле во брак од градинка, основно, средно, мислам се приметува од градинка дека подоцна и основно и во средно стапиле во врска, како другарчење почнале. Цело живот заедно. Па често од другарството се раѓа љубов. Први нели почна како другарско пријателство, па љубов, така беше и со мене и со сопругот, први бевме другари, пријатели, па потоа се разви љубовта. Така да секој со своја судбина, она што е демократски оправдано, нели така ти се вика мисијата, никогаш не треба да судиме за ничив избор. Се е тоа демократија. Избор на луѓето, дали сака да бидат воопшто во брак, дали сака да имат пребрачни искуства или се оно што е бракот е една сериозна институција и тоа мислам дека е загрозен вид во исчезнување, се помалку младите се решаваат на брачни, повеќе на партнерски односи. А и се разведуваат кога ќе се решат. Па има доста и разводи и тоа го оправдувам, да речеме, она што мене ме лути, да речеме, терминолошки кога жената разведена нарекуваат распуштеница, тоа е нели еден вербален сексизам, никогаш нема да слушнете за маж дека е распуштен, тој е разведен, да. Ете, тие работи ме лутат кога се става атак без оглед на кој род или пол, тоа не е добро. Значи ние требаме да научиме да се сакаме, да се почитуваме различноста, да се сакаме да се почитуваме, тоа е навистина демократија, на колку сме веќе демократија, ние не бевме подготвени за демократија. За демократија треба да си воспитан, треба да си образован, за да ги сватиш демократските принципи. Во едно вакво хаотично општество демократијата значи имаш право да навредуваш, да опствуеш кога сакаш јавно, да менираш, имаме да споруваш. демократија денеска, ние... Па ете, таа демократија е една невоспитаност. Значи, демократијата како наука, како филозофија, апсолутно човечки оправдан и етички висока етички функција. Не сметате дека, например, ево јас сметам во одредени сегменти нашата демократија, нема наша ваша, но кај нас демократијата погрешно ја поимаме, а тоа е дека немаме обврски, него само права. Можеме да плукаме, да пцуеме, што сакаме да правиме, но обврски немаме никакви. Да, немаме казнена политика. Ја не сум како учителка, не сакам казни, никогаш не ми се случило да ги казнам моите деца дома или учениците. Меѓутоа, понекогаш навистина мора да се спроведат тие законски регулативи, ето таа причина што некој не препозна што е добро, што е лошо. Се повеќе гледаме кај младите, воопшто кај популацијата себичност, еден егоизам кој се сведува токму на тоа. Да, ја имам право, си го барам правото, меѓутоа тука треба и врските, нели, одговорноста на луѓето. Затоа ни е вака нечист градот, затоа имаме вакви проблеми. Исто и со политиката, и политиката како наука, како една буквално филозофска наука, не само практична наука, ја сквернавевме. Политичарите веќе се поимаат како луѓе кои не мислат добро на државата, туку некој кој станува политикант и политизира, не води политика. Водењето политика навистина е огромна вештина, така што и политиката и демократијата се уште не ја земале позицијата онака како што треба да биде, како што е научно содржински проповедано да биде и политика и демократија. Кај нас се некои други, сами себе си ги измислуваме правилата и се однесуваме недемократски,
со недоволно почит кон државата во која што живееме. Затоа што да ја сакавме Македонија, ние за 33 години самостојност колку е веќе, Македонија требаше да процути. Ке бевме најубавата земја со вакви природни ресурси, со вакво природно богатство и со луѓе кои навистина имаат и таленти, и гледам по децата, по учениците, какви деци, какви генерации вадиме и тие ни бегаат. Не може да се реализираат, не може да се продадат на пазарот на трудот, се жалат на неорганизиран систем, на несигурност, на неизвестност и ни бегаат. И ќе станеме земја на пензионери. Значи не е нешто добро со таа демократија и со таа политика и со тој систем не е во ред. Да, имав и вакви прашања неколку околу политиката, околу се ова. Ќе ве запрашам, но најнапред спомнавте за природни ресурси, дека не знаеме да си ја цениме државата, што се имаме и така натака. Баш во текот на вчерашниот ден, еден од моите добри пријатели, Илија Петковски, разговаравме на оваа тема. Он е бизнисмен и има негов салон за груминг, за кучиња, за шишење и за така натака. Има вработено човек од Јужна Кореја кај него во салонот. И он ми кажува како човеков од Кореја, кој дошол за да живее тука, што работи кај него, на пазар си купил не кило две, цела гајба со јагоди. Викам, ја сликам, ја пушта гајбата пресреќен, ја му остави само лајк, шо да му остави? Он навредно не може да се издачуди, вика, јагоди бе. Значи вика, ние што се немаме. Таму било тоа премногу скапо и немале можност сите да пробат јагода. Додека вика, кај нас јаболките ви паѓаат по земја, никој не ги јаде, а кај нас не е тоа така. Па да, може да биде, во последно време и пазарот не е така ефтини јагодите, се шегуваме, ќе почнеме купуваме една јагода и една... Кило месо. Да, затоа што идат цените веќе рапидно, меѓутоа Македонија има плодна почва и оно што сите забележуваме, ние не треба да увезуваме, туку треба да извезуваме оние наши јабучари, не може никој, ни холандско семе, никој да ги замени скопскиот јабучари, воопшто нашето грозје и сето оно што ги има оваа плодна почва. И ајде да не изборам со тој аспект, меѓутоа секој ми е криво што не знаевме да ги искористиме природните капацитети, сончевите денови и сета подобност на Македонија, полна, преполна, овие езера преубави, ние, значи требаше Охридско езеро да го наплатиме и од него да извлекуваме туризам, значи од него да живееме, само како Свети Стефан, да се наплати влез во Охрид, до толку е Охрид преубав и една Мека и Медина за туристите од целиот свет. Така што некош не е битно да имаш, туку да умееш, кога не знаеш да си го почиташ своето, не знаеш добро да го изменеджираш и да извлечеш од тоа бенефит за целата земја, за сите граѓани, значи нешто не е во ред со водењето на политиката, не ни функционира. Политиката не е личен интерес, политиката е колективното пред индивидуалното. Значи патриотизмот не е јас, па јас само за себе да мислам, туку да си патриот кон државата, првен за државата, па потоа за себе. Ама тоа некако не функционира. Политиката, кога сме веќе кај политиката, верувате во политичари, во партии, например, дали сте, например, за партија или сте за политичар, дали треба да се гласа за човек или за политичка партија? Ако не си член на политичка партија, како што не сум, тогаш требаш селективно да одбереш човек, неговите функции, меѓутоа ако си член на партија, што имаш морална одговорност да застанеш зад партијата во чие членство веруваш. Јас сум лаик за политика, се разбереме, можеме да зборуваме за македонски јазик и за граматика, меѓутоа за политика онака како обичен граѓанин, секогаш кажувам дека мислам дека ова мултиплурално политичко уредување со многу политички партии, што е како демократски оправдано, направи малку хаос повеќе, не дека треба еднопартиски систем како време на Тито Југославија или комунизам и ништо не фалеше на тој социјализам извесен период, затоа што некако се расплинавме. Меѓутоа ви сега гледам во овие кампањи, најверојатно индивидуалните сите ќе се слеат пак во една партија која е разочарана народот, сите сме разочарани, не верувавме дека ќе дојдеме до тоа дереже да имаме преполни контейнери каде да се свртиш, преполни автобус. Јас се возам со автобус од 2011 и можам да одговорно кажам дека едно, како кажам, нехумано
третирање на патниците во автобусите, да споредам во Белград, не само што се чисти, што се празни, туку се и бесплатни. Сега тоа може би натовар на граѓаните, председателот на Србија сигурно знаел тоа како да ги менаџира. Во секој случај студентите, сите пензионерите, сите одат со метро, со автобус, на своите места и работни позиции. Можете често видите луѓе кои се во работна облека со акташни, како што се вели на работа, одат со автобус. Кај нас во автобус ќе сретнете ученици, студенти, пензионери, а некој учителка пред пензија. Значи нема, секој вози кола, возен парк по 4 автомобили, а не знам како ќе се функционира, не ми јасно како инфраструктурата ќе се среди во Македонија кога не е градено за ваков капацитет на возен парк. Значи ми се чини дека уша малку не знам кај ќе се застанеш со колата и со ролерки или со тротинет ќе проложиш на работа. Многу е густо веќе. Така што сакам да верувам во еуфорично како и сите граѓани, најде сега може ќе биде подобро. Еве сега се надевам, им кажам на сите, немате право да грешите. Сега овие што ќе победат, што ќе јавнат функцијата, прво што ќе направат треба да го исчистат градот. Тоа е првото видливо. Па да го средат превозот, па потоа да почнат буџетите се празни. Како ќе ги наполнат и што ќе бидат, најверојатно треба некој Девид Коперфилд илузиониста да се појави од некаде и да направи абракадабра. Не верувам во не очекувам некој драстично подобрувања, затоа што очекувањата знаат да те здоболат, но повторно надежта понекаде ќе се пројави за Еден од кандидатите за градоначалник на Скопје се уште вели дека за 72 часа Скопје ќе светне. Кога е тоа возможно? Не знам, баш не им треба такви изјави. Господин градоначалник со должна почит, вака го слушав као зборува, ми делува на пристојна орган, има искуство веќе како градоначалник, но не треба тие, како да кажам, популистички помпи. Подобро немај толку многу да ветуваш, затоа што и некој ќе оболи глава. Тоа е сериозна работа. Да си градоначалник е нешто навистина одговорно. Не знам и како се нафаќаат воопшто во ваква дупка да водат така одговорна работа. Дај Боже да е така и да се најде начин. Ако не еве ние граѓаните ќе волонтираме, ракавици, ќе почнеме да ги чистиме, нема друго. Така ќе мислиш за ѓубрат. Нема друго. Со 72 часа волонтирање. Иако и кај нас постојат луѓе кои се уште не се совесни и да се празни понекогаш контейнерите, значи колку пати ќе ги отворам, гледам празни се околу контейнерот ѓубре, но тоа е она лоша навика, визуелна, кога ќе видиш ѓубре, ќе оставиш ѓубре. Кога ќе видиш чисто, ќе ти биде непријатно или да фрлиш. Мене ми смета реално, на пример, начинот на културата наша. Сите сме учесници на овој или на оној начин во сообраќајот кај нас, и пешаците и сите. Поготово летно време возев мотор, сега веќе ладно, пушат цигари во коли, тоа е нивна работа, но подоцна ги фрлаат. Да, колку пати гледаме. Дали некој ќе удра, дали како што, мене ми се случило, значи во очи да ми дојде, немаат ни култура, ни свесни. Немаме хигиенски навики. Јас тоа и на учениците честопат им кажам, ние учителките се повторуваме. 89-та бев во Швајцарија и тогаш се влюбив во Швајцарија, во низината хигиена, во начинот колку сте уредни, чисти. Тогаш прв пат видов контейнери каде што има отпад се фрла онака баш тематски, значи стакло, пластика, од еколошко потекло. Не дај Боже да фрлиш едно догорче во тревник, може буквално да те казнат или некој ќе го тргне истото затоа што му пречи. И тогаш прв пат видов во трафиките во Швајцарија се продаваат мастики со малечки ливчиња. Не знаев што е, тоа им го кажам на децата, тоа се ливчиња или мастиката во ливчето. Во Димитар Влахов, не знам дали ти заврши или се сеќаш, кога правевме акции со години назад, секогаш прво место земавме на најубав двор, најубав двор, најукрасен двор. Јас се качав горе на кров да пуштам хартија од рециклиран материјал, ги учев децата од ништо да направиме нешто, нели? Го средував дворот и еднаш ги натарав со шпатули, поделивме шпатули да го чистиме ходникот од мастиките исплукани, затоа што жените, техничкиот персонал немаш да постигне. Па да видиш после како внимава. Значи, кога ќе видиш колку е тешко мастика да одлепиш од
од под кој ќе ја плукнеш или полиците нели аспирираат и голуби птици. Значи треба една свест еколошка да ти е непријатно тоа да го направиш или да залепиш мастика под клупа. Не можеме се изчистиме. Корпата е во средина, ѓубрето е лево десно, само не во корпа. Значи и културни навики, меѓутоа и градот мора да организира чистење контейнери 2-3 пати во текот на денот треба да се чистат. Одлична акција сте направиле, можам да кажам. Еве јас на пример, дали сте свесни, еве сите тие кои учествувале во таа ваша акција 30 или 60 деца, не е ни важно. Дека вие за сите тие млади лица тогаш сте влијале во животот подоцна да не го прават тоа. Еве јас на пример од второ одделение паметам наставничката моја Фанче кога ни кажа ми даде пример зошто не треба да шкртаме под зидови, по клупи, по оно. Зошто некој друг да го чита твоето име, подоцна да те псуе, да вика леле гледај колку. Од тогаш кога го слушнав тоа, мислам, јас и претходно тоа не го правев, ама кога слушав тоа зошто не треба, до ден денеска никогаш во животот не сум го ниту направил. Исто така и за ѓубрето. Колку вие фактички како, мислам, вашата фела како наставници, учители, професори е важна во едно општество за културата. Битно е, ние сме личен пример. Значи децата од нас гледаат како сунгирчиња се впиваат. Ако ти земаш, засукаш ракави и чистиш со нив метод, ќе ти се придружат. Нема да им кажеш ај исчисти ова што се направи, него ти со нив заедно. И тоа е добар пример. Да те видат дека работиш. Еве мене ме гледаат дека работам. И во Корчагин правиме хуманитарни представи. Некојаш знаат да кажат, а што имаме тоа професорке, колку ќе не платат за тоа? Значи навикнати со овие деца да има кеш, не ќе работиме хуманитарно и волонтерски, значи а потоа понатаму во животот ќе се научите и да се наплатите. Значи со личен пример, нема поинаку. Можам еве сега веќе ќе одиме во едни други води, а тоа е околу школството како што веќе започнавме. Како што кажавте во Димитар Вахов кога сте почнале со вашата професорска кариера, сте имале 28 години. Можам да ви кажам дека и до ден денеска изгледате исто како тогаш кога сте имале 28 години. Сега беше ученик и ревно ми се гребеш за петка. Ама сад не ви се гребам. И тоа како сум старена, јас и знам, меѓутоа добро. Таа младоликост некојаш викам можеби не е генетика туку затоа што работам која што сакам и со деца, па некако нели душата прима енергија од децата и ја задржуваш таа младоликост. Децата препознаваат кога учителот ги почитува и враќаат. Не беа лесни влаховци, особено месарите, да ги натераш да читаат и додат во театар со мене и да биде тишина во театарот. Но се исплатеше трудот и волјата затоа што на вистина и на час ми беше тишина и кога одев со нив во театар, никогаш не ми направиле проблем, знаеле некој се изфолираат на час. Нешто меѓутоа секогаш знаев по линија на помал отпор на што велат не смеш никогаш да навредиш ученик. И така е. Кога Ептен ќе ми се кача на глава, да кажам метафорично, ќе збесна на час, јас ќе им кажам, ма вие не сте животни, ја не сум дресер, нели? Не им кажаш, вие сте животни, јас сум дресер, туку обратно и тогаш ќе сватат. Се сеќам еднаш на екскурзија, кога одевме, они прават белја на екскурзија, дури вика во треба се забрани. Значи екскурзиите затоа што они да направат белја, ние треба ги заштитиме од тоа и цела ноќ лумпуваат, не можеш да спиеш. Можеш тоа вр по соби, па ги смираш, па направат некоја глупост, не да боже трагедија и се бајле у 6 сат, ја ги будев. Значи сите, ајде, станој, професорка што вие, станој! Нервозна, ајде, за да видат како е кога те буди некој, меѓутоа никогаш злонамерно, никогаш не сум имала некој конфликт, да зажалам зошто го работам. Тоа и мислам дека мене влаховци ме формираа како учител. Таму се искалив, затоа што дете од има секакви деца, нели деца од дом сме имале во Влахов, деца од ниски социјални средини, имало и деца кои и учеле се, меѓутоа една различност, различна национална припадност, па ти требаш пред деца од муслиманско потекло, албанци не зборуваш за Меша Селимовиќ, смртта на Смајлага Ченгич, Njegош, убиство на две религии, судир, крвопролевање, па да им објасниш убаво да не се почувствуваат загрозено поради тоа. Се е тоа голем предизвик и голема наука
да знаеш на каков начин да им пренесе. Затоа големината на наставник да знае како да им го пренесе знаењето што ги има во себе, да не почувствуваат на сила учење. Значи сите ние треба да учиме со радост. Не затоа што мораме, не затоа што е задолжително, не затоа што ти треба да оценки се запишеш, туку затоа што ти е мерак да учиш, затоа што треба да осознаваш и да внесуваш во себе вештини и знаење. Имавте некои методи такви вие ги паметам, мислам се говореа во школото што сте правеле за добро нормално на учениците. Спомнавме за вашите години кога сте почнале за сега, за колку е, дали е потешко на една професорка, например, да се избори за својот авторитет во однос на некој професор, например. Дали мислите дека е потешко или полесно, можеби, не знам. Дали, сакам да кажам, учениците од кого повеќе ќе чувствуваат не страв, него почит некоја си и така натаму. Па едно е авторитет, друго е авторитативност, едно е почит, друго е страво почит. Јас сум од оние демократски принципи дека за авторитетот не треба да се бориш, да го создаваш, туку да го живееш својот авторитет. И пак ќе повторам, ако почувствуваат децата дека ги почитуваш, ето ти го авторитетот, и кога те слушаат на час и кога ќе те послушаат за некој совет, без оглед колку не име до тоа што го слушаат, што не ги интересира наставниот материјал, треба да ги заинтересираш. Така што тој авторитет иде спонтано и со години не може тоа на еден час да решиш. Ако така лесно се созда авторитет, ќе прочитаме што е авторитет, техника на авторитет, ChatGPT ги искуцаме и по тој начин ќе се препозна. Меѓутоа што правиме со остатокот од времето кога ќе излезеш од училница, кога ќе те сретнат било каде, еве вака во комуникација, значи човек целиот живот треба да е сам себе си прв авторитет, сам себе си, оно што имаме некош и да си атеиста, ти веруваш во нека виша сила, Господот е во сите нас. Ако ја пред себе имам етичка одговорност да не правам нешто што не треба, јас сум веќе воспитана христијански или било која религија, да не прецизирам, затоа што моралот што ги имаш во себе и одговорност е тоа што те води низ животот, дали смееш да го направиш тоа или не смееш. Оно што велам ја децата, прво да ги научиме што е добро, што е лошо. Имам чувство дека децата денешни повеќе се материјалистички насочени и не ги знаат тие разлики. Никако не кревам рак или глас против децата, младите никако не се виновни. Меѓутоа системот кој им го пласиравме ги учи на материјализам, да гледат све низ призма на пари, на финанси, бргу да се збогатат, како не можам да кажам преку ног, туку ете така некако, но како да им не би работеле се. Тоа е и добро да не работат се и да имаат, да речеме, чувство дека треба повеќе да бидат платени. Меѓутоа не по сека цена и не може секој. Учењето не само што е мајчински добро, туку е нешто што целиот живот го носиш со себе како капитал. И каде да отидеш, ако тоа знаење, во тоа знаење подразбирам и вештини способности, ти ќе се продадеш некаде, ќе најдеш работа. Затоа не треба да бегаат од учењето. Децата се разочарани од па еве Влаховец не се сеќам многу, и тоа го кажам, често сум го кажала, возев пегличка кога работев Влахов, 126 пеоне полски Фиат, и кога им кажам треба да учите, треба да осознавате, било што сте по професија, еден ученик ми рече, шо професорке вие возите, шо ако сте читале толку, кога возите пегла? Значи, еве тоа 90-тите години, баш онака ми го плесна, да кажам ја, жаргонски. Меѓутоа, што му кажа учителката? Одбран механизам, велим, да, ама ја кога возам пегла се чувствам како да возам Алфа Ромео или Джип. Значи, кога си духовно богат, баш ти е гајле. Дали возиш пегла, дали се возиш со велосипед. Јуров Палме, шведскиот амбасадор на велосипед, ми изврши атентат, немаше комплекс дека вози велосипед. Дали се возиш со автобус. Значи, мокта за лечењето на комплексите, прво во љубовта, која имаш во себе, и второ во знаењето. Човек колку е повеќе образован и начитан се бори против комплекси. Они што има дупки, ни една дупка не може да се пополни со материјал, но само бара, он е жедна. Сега сакам джипа, сакам уште една кола, па 5 коли, па станови, па куки, па шетање. Па сето тоа е дупка, значи дно без дно, што би рекол Горан Стефановски. А колку е човекот духовно поспокен, него му треба малку, минималистички.
И кога ќе сватиш некојаш во животот треба да обстанеш, ти работиш една работа, 2, 3, 5 и јас работам 5 работи за да можеме си ги платиме трошоците и можеш еднаш нега се напиеш кафе, да не зависиш од никога. А дали живееш во 100 квадрати или до 30 квадрати, не е нешто што може да ти направи фрустрација. Не е нешто што би патал. Колку пати ми се жалеле влаховци, професорки, ќе излеземе навечер и ќе кажеме дека сме од конјари од негде од таму. И девојчиња, убави како кукли момчиња. Викам, бегето такви девојчиња шоке ви се. Значи не ви требаат. Значи не треба да имате комплекс каде живеете, кои ви се родители. Колку пати на родителски не сакале ме ги викнат мајките затоа што мајка ме несредана и ќе дојде буквално црно под ноктите. Викам, иде да ја бакнам мајка ти во рака, да ја бакнам. Затоа што таа мајка со тие раце тебе те школува, а не да се срамиш од таква мајка. Значи, тој комплекс на супериорност, на високи критериуми, на пари, на гардероба, на престиж, ни ги убива децата. Буквално. И тоа е нешто што треба да внимаваме сите, да им даваме личен пример, дека треба да се работи, дека не мора по секоја цена да се браво за оние кои имаат пари, кои успеале. Немојте да ме сватите погрешно дека оние што имаат пари, сите се лопови или не знам, браво. Меѓутоа не може секој. Значи не може секој да се збогати. Но ако успее да обезбеди средства за основна достоинствена екзистенција, нема повеќе среќа од тоа. Што велам, 2 лати треба во животот. Лажица, да јадеш течно, домакински, ленор, да ти мириса постелата на чисто, значи да имаш кров над глави да јадеш. Се друго релативно. Професорка, сакам да ве запрашам едно прашање кое чинам дека, ве пратам долги години низ медиумите, чинам дека никој никогаш не ве запрашал, не знам дали од страв, дали од што или како, не знам, или од немање храброст. Сакам да ве запрашам, професорка сте долги години, ве сега спомнавте библиотека и така натака, но сте биле долги години, убава жена, комплимент. Дали, колку, например, е тенка линијата или дебела од типот на, сме гледали многу филмови, ученик да се залюби во професорка, професорка во ученик. Што мислите ви околу ова? Мислам дека е нешто што апсолутно е неприродно и пак е вината во нас возрастните, во нас учителките. Природно е ученикот да се влюби во учителот. Природно е, затоа што детето гледа авторитет. Може и физички му се допадне, може и тој знаењето, све да биде импресиониран од својата учителка. Имаме многу комплетен. Имаме многу и бракови кои се случиле, ама после да речеме или на студија. Меѓутоа неприродно е учителот, тој што е возрастниот, да му даде гард, односно да му даде влез, а не да направи гард до дуре време. Значи, ако почувствуваш такво нешто, треба веднаш да амортизираш таква работа, за да не дојде до таква непријатна работа. Многу треба да се внимава. Значи, многу треба да се внимава, затоа што таква е работата, особено кога си помлад професор, и кај децата се случувало, како не идеализира, нели, ја гледаш учителката, она знае се, па е паметна, па се шета вака, па нели облечена, па ја идеализираш, па и нормално да има. Па има нормално. Меѓутоа ти си таа што треба му кажеш кај му е местото, да го нокутираш вербално, не со навреда, туку убаво да му се објасни и веќе ќе нема таа амбиција, таа желба, веќе ќе му спласне тоа кога ќе му се обратиш така, без да заведуваш, без да кокетираш, значи баш тоа онака да биде мајчински што се вели. Имале такви некои случаи со некој ученик да се заљуби, например? Па не сум имала нешто така, да речеме, да ми каже директно, еднаш ми се случи, кажам на час, ученик, јас да им објаснам што е монолог, што е диалог, и ве кажам монолог, кога зборам сама диалог, еве ја и ти води ми, и он ме гледа и ми вика љубов, викам ти ја батнам една. Одеднаш да се шегираш, меѓутоа на шега. Знаат понекогаш да се пошегуваат. И пак ја кажам сето тоа, знаеш, еве јас и во Корчаѓе многу често драмска секција со нив сум секоја сабота, вежбаме заедно, се, викам гледа некој страна ме обвина за педофилија, зашто децата се облекуваат, се пресоблекуваат, ги шминкам, значи пак имам некој контакт, но пак ја кажам до нас е. Ако тоа се го направиш како мајчински, значи како некој што има, не може да се случи таква нешто. Колку денеска, например, децата сакаат да читат во ова модерно време каде што постои, не знам, чат GPT, нели, оваа вештачка интелигенција, дали ја користат правилно, дали ја користат можеби, дали ја злоупотребуваат? Што мислите вие? Јас сум природната интелигенција да знае вешто да ја користи вештачката интелигенција да си ја подреди на себе се. Меѓутоа ако се подпреме, а деца како деца секојаш гледаат помалку.
значи помалку да се учи, повеќе да остане време, ќе знаат да го користат ChatGPT во смисла да не ја читат книгата, туку да добијат кратки информации. И се плашам дека ќе дое време кога ќе се изедначат нивните мислења, ставови, ќе нема нека дебата на час, знаете колку су убави дебатите која од 30 деца, да речеме 20, 10 нека се прочитале книгата и сите имат различна перцепција на книгата, па ја визуализираат преку ликови, преку ситуации, преку сижени линии. Тоа е многу убаво. Приметувате дека е прочитана. Да, се забележува и се забележува кога ги пишувате есеите, значи го гледаш во вербална комуникација. Не може дете кој не чита да не знае да зборува. Може да не знае да пишува. Концепцијски, меѓутоа ќе знае школски да знае што е вовед, што е главно, што е во есеот или креативно пишување. Меѓутоа дете кое што чита, кое што зборува, се забележува од дете кое тоа го направил, и ти гледаш брилјантен есеј, добиваш поема, ова знаеш дека усно не може ни да ги спои работите. Значи препознатливо е, жално е што се прават такви и дипломски, магистерски, докторски, тоа може да ни се обие од глава понатаму. Го немаме тој срам, значи треба да ти е срам, треба да ти е непријатно пред себе кога препишаш. Аз да речем имам навика да не ги гледам, да не ги контролирам кога препишуваат и прво што им кажам, значи ја не сум, пак ќе кажам, не сум цареник, не сум инспектор, не сум полицаец, ја не можам да ми простите да ви гледам под задникот или во джепот да видам дали имате нешто или да ви тргам коса, дали имате слушалки. Непријатно ми е. Ако вас не ви е непријатно од мене, да сте шверцери, се шверцувате, препишувате утре во животот, хајде препишувајте онда. И препишуваат. И препишуваат, меѓутоа има помала екипа на луѓе кои не го прават тоа и влијаш. И од тие 30 деца, едно дете да те свати и да трне по тој пат, успеано. Добро. Не може тоа би. На која сега да гледам па да дојам со ливчиња, кажам види ги фатив како прешуваат, дегутантно е. Пак се средношколци тоа. А не па ова што го прават на факултет. Добро, но утре доаѓа таа четврта година, како е, нели, пета, четврта, сега веќе 4, нели, 9-то, па со... Да, така. 9 плюс 4, па после постдипломски, па... Значи, кога доаѓаат на таа четврта последна година, што правиме тогаш, кога имаат за полагање матура, например? Па, тогаш ли учат тие 3 месеци или? Матурата од оваа година се направи малку цензура, повеќе се внимава да не се препишува, едно време ни праќаа по телефон, ти имаш дете да одбиеш, кој ти прати на Вибер, како да го одбиеш, нели? И ние соработувавме со тоа, што исто не е добро. Меѓутоа во иднина и добро е да се блокира тогаш системот, електронскиот систем, да нема телефони, да нема ништо, зашто не еден телефон ќе остане, другиот во джепиме. И не може да спречиш препишување. Дури ни на матура. Дури ни на матура, за жал, па потоа ете такви шверцери ќе влезат во државна квота негде, па ќе завршат на ист шверцерски начин со ургенци, оценки, врски, јас би стојала и приемен да има или да се запишат сите кај што сакаат релаксирано и со двојки, со тројки, со четворки, не се гледа по утрото денот ке децата, има кои ќе се мотивираат, има кои ќе се демотивираат. Од тие лажни петки ние вака како што ние. Прво наставникот се става во улога на, како да кажам, доваѓа професор, доваѓа родител да те моли, па фаќа врски, кој сме ние па да не молат за оценки, да фаќат врски ке нас, или уцен, или узнаеш че во дете, се е тоа многу сгрешивме во тој поглед. Значи тука многу се сгреши. Пак ќе кажам, во мое време, веројатно сум стара кога велам, во мое време меѓутоа немаше вакви ургенции, ако имаш една четворка, ја бев со тројка математика сите 4 години, маж ми изгуби година за недолично однесување, кој се ше треба под прозорот на професор по марксизам, наместо го пофала што кој си треба, Ворце Ников ти изгуби година. Значи сериозно беше, си изгуби година, никој нема ти поправи ако имаш двојка, тројка во дневник, со здравје си ја носиш, ке запишеш на факултет кај што нема математика. Па еве сите станавме луѓе со едни учебници, сега е малку хаотично и со учебниците и со тие врски сами направивме. Учебници сега добивте? Добивме, фала Богу, ете, благодарам на сите што ни обезбедија учебници и кажувам, не треба се однапред да ги критикуваме учебниците, тука помине на година, па тие слабости што ги препознаваме, да им кажеме на авторите, на рецензентите, најдобро намерно, како мене што ме поправат, имаме на колешка драгоцено Димитар Влахов, Бошковиќ Костадинка, он е мој доживотен ментор и она знаеме, Алексич си направила грешка таму, поправи се, ќе те оговараат, после ќе те зборуваат. Значи најдобро намерно да им се каже за да се подобри следниот тираж, така во инбокс, за да не би да се препукуваме.
повеќе љубов и почит ни треба меѓу нас. Значи, ако некој застанал за ученик, тоа е работа, тоа е голем труд. Да застанеш да напишеш ученик, ја мирно им стоам на сите тие, меѓутоа да не се искомерцијализира, не се прават катастрофални грешки. Значи, учебникот е светиња, тоа е Библија, тоа е научен труд. Мислам дека е полесно да напишеш белетристика отколку да напишеш учебник. Таму се гледа секоја интерпункција, пасос, како е направено и затоа треба многу внимателно да се работат учебниците и не мора толку често ги менуваат. Никако порано имавме енциклопедии беа учебниците. Од Јаданка Владева и сега користам учебник од македонска енциклопедија. Значи, све што учиш компаративно во учебникот, тоа се учебници кои се богатства. Сега малку личат на прирачници во смисла да има повеќе активност на детето, на ученикот сам да истражува. Ама знаеш како има деца кои навистина не само што не знаат да истражуваат или немаат компјутери, многу деца не знаат како тоа го спроведат, и ако не им дадеш ти упатство за одредена лекција, ако јас не им обяснам дури 4-та година, дури на корчагенција, ако однапред не им кажам за една антидрама, чекајќи го до зошто е антидрама, зошто е таков текст, зошто има тавтологија, да речеме повторување во еповите, во Гилгамеш, ако не им обясниш, ако не им дадеш една интертекстуална анализа пред да го прочитат делото, ќе се збунат и веднаш ќе имаат еден одборен механизам дека не чини делото, врска нема, обично така вела тоа, врска нема затоа што не го разбираат. Разбирањето е најважното нешто, е да разбереш нешто, да разбереш. Затоа ние сме тука наставниците да им објасниме, тоа немаш ChatGPT да ти објасни одеднаш се. Тој ќе ти даде вака анализа, готова, финална, ама сите има таа иста. А наставникот може да те води, да ти кажува и сето тоа со љубов, па да правиме споредба, компаративна анализа помеѓу литературни дела, филм, театар, и затоа убавината на наставникот не треба да исчезне. Јас се плашам дека ќе дое време кога сите ќе имаат тач наставници, ќе си стиснеш копче, ќе ти излезе еден алгоритам и ќе ти предава без да те кара, ќе ти зборува, ти можеш нели и да шкрташ на и да знае одма кој препишува. Каде му е вичат. Плашам дека да не дојде тоа време, затоа што тогаш навистина емоциите меѓу луѓето, таа често спомнувана емоционална интелигенција, полека ќе ја снема. Професорке, дали постојат денеска деца за жал неписмени или полуписмени? Ова ве запрашам заради тоа што неодамна се возев, тоест јас возев возило во кое имаше едно девојче од 7 одделение со татко и бевме така повеќе луѓе. Го гледав телефонот и велам да не направам некоја глупост со колата, те молам напиши на кирилица и го дам телефонот на Facebook да напише едно име на кирилица. Го зема телефонот, почна нешто да пишува, помина 5 минути, ми го враќа телефонот празен, со ни една буква. Се разочарав, зареме викам, возможно 7 одделение. Ништо не кажав, нормално си го важно, не беше можно. Не знае кирилица да користи, тоа сакаш да ми кажеш. Изгледа да, пошто ништо немаше напишано. Може не знае, на пример, ние сме аналфабети за компјутер, јас срам колку не знам. Значи ја многу работи не знам на технички на компјутер, она што моите деца го знаат. Меѓутоа не деца неписмени, ке нас постои на функционална неписменост и ке возрастните. Детето има шанси да научи, ама ние возрастните кои сме функционално неписмени, тоа е лошо. Многу често, пак ја ги спомнам и политичарите, вие во парламент, честни скучоците, јас секогаш ја фалам мојата колешка Даниела Николовска, како излезе во очи ги гледа сите изборува, не чита, ретко чита. Значи, тоа за да убедиш некого, особено политичарите, тоа е наука за убедување, риториката. Треба да убедиш некого и во лагата да верува, очен контакт. Очен контакт е, значи, тоа што го зборуваш, го знаеш, го доживуваш, нема читање. А не сега денеска да ти напишат што да збориш, не е добро тоа, нема, ете како се губи авторитетот. Исто е со нас, замислите учителка една која отвара PowerPoint презентација или професор, најде и чита им кажа на деца. И детето ќе те прекине, ќе те праша нешто и ти ќе му кажеш, ајде таму изгуглај, најди во Википедија. Па ти мораш да знаеш колку пати не сум знаела. Имаш право да не знаеш. Как? Па кој знае све? Знам дека ништо не знам. Многу често се срамам колку не знам. И викам на детето, детска врска немам, ќе видам па ќе ви кажам. Значи ние учиме, учењето е животен процес. Учиш дури си жив, не треба да се срамиш од своето незнање, треба да се срамиш ако не сакаш да научиш понатаму, да се образуваш и она што треба во основна. Децата не ни читаат генерално, тоа беше првото прашање, се плашам дека и кирилицата може да исчезне од употреба, зашто многу повеќе учат странски јазици, подобро знаат англиски отколку македонски. Затоа сме ние тие кои треба да ги стимулираме. Доаѓаме до едно ниво каде што јас сум
разговарал со средношколец до вчера што беше што сега заврши, што ми вели како беше зборот на македонски. Значи он на англиски размислува. Да, на англиски размислува. Колку е тоа погубно за нас? Па затоа треба родителите, Како ли го велам, стигнавме тоа прво читате им приказни на македонски, пуштете им филмови, нека слушаат македонски песни. Прво тоа базик да имате на култура, потоа сите светски јазици нека ги знаат, нема ништо поубаво ако си полиглот да ги знаеш јазиците. Прво базично државата во која што живееш, пак ќе кажам, како што буквално ја трошиш енергијата на таа држава, имаш морална одговорност да го знаеш убаво македонскиот јазик. Јас сум против и двојазичност, нека се лутат сите колку сакат. Ја имам право да го кажам, за мене треба единствен официјален јазик, македонски јазик, а ти можеш дома да зборуваш што сакаш. И дома и било каде, за да не се мешаат работите и да се има таа култура кон својата држава и кон државното уредување и кон се оно што па понатаму и кон нашите културни дејци, значи мора да се знаат, нема многу. Тие што ги има малку и што историјата, ја го плаќаме сите данокот на таа историја, вечната асимилација на македонската култура и на литература, токму заради тоа е таква, затоа што вие кога ќе споредите во еден период, да речеме на романтизмот во светот, кога пишувале сложени литературни дела, како еден Пушкин роман во стихови, да напишеш роман во стихови на својот јазик, официјален руски, ние сме имали културната природба, нашите оделе пешки, Кирил и Методи во Русија оделе за да може да отпечатат зборник Кирил и Методи, виж направив Константин Бракета Миладиновци на нив, мислев 19 векот идов и јас, лапсус направив, да отпечатат зборник на народни умотворби, која волја, која енергија таа, за да се вратат и да останат еден аманет дека македонскиот народен јазик постоел во време кога нели читаме за пенливи вина, шушкави тоалети во руските дворови, царски, нели, простори, ке нас се буквално се одело пешки низ светот и умирале, животот си го оставале за да ни остават да ја таа поврзаност, генезата на македонскиот јазик, дека постоел македонскиот јазик, за да не доаѓаме сега до една небулотична ситуација кога си го предокажуваме или ни го припризнаваат јазикот. Да, ви го припризнаваме јазикот, оној непристоен француски договор, или као French kiss, што викаме, мононуклеоза као да добивме, што ни припризнаваат нешто кога тоа веќе 45-та година завршено, за жал. Вие предавате македонски јазик. Како мислите дека би се решило ова со јазик? Соседите да не ти го признаваат јазикот? Ма решено е тоа, нема што тоа нивен проблем. Ние немаме ништо со нив. Они си имаат проблем, немаме ние проблем. Тоа е веќе уставотворно загарантирано 45-та година, 5 мај, 7 јуни правопис. Азбука, што имаме за тоа? Нема што да се дискутира, тоа е непристојна дискусија. Не знам како ние дозволивме до тоа да им дадеме да се дриблаат со нас. Тоа е завршена работа. Ние гледаме економија, треба да гледаме како со што да го увеземе, да извеземе, да ни се подобри економијата во тие насоки, а не да ни се признав јазикот кој веќе признат. Значи безобразлук е, претеравме со таа наша толерантност. Македонецот е толерантен многу и мислам дека сме многу кроток, питом народ. Како кога Србиве се повоинствени, по како да кажам, се почитуваат повеќе себе си, својата историја, го имаат она јас, па јас. Ние се повлекуваме нешто, све нешто назад, па се не знаеме да си ја видиме големината и грандиозноста собствена на нашиот труд. Ако некој се трудел во такви абнормално тешки услови, тоа што треба мирно му стоиш. Тоа е уметност. Викам, оној Константин да ја напише не Непијан или Бисер или Голапче на струшки дијалекти, на песна со висока уметничка вредност, треба мирно да му стоиме. И да заврши Узандана во Турција, затоа што зборувал на македонски народен јазик. Што бава кажано? Колку и дали, например, една прочитана, додуша, сигурно не една, но прочитаните книги може да влијаат на изградба на една млада личност? Многу. Но мислам, после секоја книга поинако си. Колку пати им кажам на Корчагиновци, 4 години, само 10 книги да прочитате секоја година, со 40 книги вие имате мини датотека, богатства. Ковчеже, си го носите сега, го отварате и кога го отворите, има разлика. Книгата може многу да влијае. Таа е фактички немсоговорник. Ништо не е поговорливо од една нема книга. Ама да се чита со љубов, да се отвори, па да се подвлекува, да имаш интеракција со неа, па да тера да размислуваш. Ако се оди компјутерски, гледате дека ништо не памтиме веќе, ја добра со години, меѓутоа не се памти кога се учи. Затоа што информацијата што ја добиваш, ти добиваш информација на компјутер, не е знаење тоа.
колку побрзо добиваш информација, толку побрзо ти спарува од меморија. Значи информација не е знаење. Знаење е нешто друго. Знаењето се стекнува пешки. Се прочита цела книга, се прочита 2 книги, па да се споредуваат, па да се одгледа една театарска или филмска представа со тоа што си го прочитал. Да има употребна вредност тоа што си го прочитал, да те тера да размислуваш. Порано имаше една маса на народ кои велеа да се забранат овие книги, тие книги. Што мислите, дали, еве, например, се мислеше за книги со убиства, со такви некои работи. Дали е потребно да се забранат некои книги или па не? Не. Секогаш из историјата имало такви, нели, Хитлер палел книги, го избркал Томас Ман да оди во Америка затоа што бил против нацизмот, се палеле книги, библиотеки во времето на Нерон, Римска империја. Имавме кај нас неодамна, не знам пред колку, мислам дека во Влахов предавав тогаш, Расколников од која насал беше, Кисловодач, не знам како беше, младо момче, студент, на правен факултет, добар студент, паметно момче, кој уби 2 или 3 баби, сега да не шпекулирам, не знам како беше, баби, жени во 70 и кусур години, 80 години, од материјален порив. И тогаш имаше дискусија, треба да се забрани злосторство и казна на Достоевски, ремек дела, татко на психоанализа. Значи, едно чудовишен, што велам ја, чудовиштот писател, грандиозен, како да забраниш? Не можеме да забраниме ние литература затоа што некој има во себе психопатија или било која болештина. Еден таков човек се може да го поттикне. Тоа е исто кога, да речеме, млади девојчиња се облекуваат така по-оскудно, да речам, и сега некој ќе каже, па виновна е, ми доваѓа во такси или ми седна кола со мини. Па не е виновно, се облеко така, значи ако имаш ти порив кон младо дете, проблемот е во тебе. Или некој, еве да не одам се на тема, меѓутоа педофилот секогаш ќе каже, не сум виновен јас, таа ме испровоцира. Ако е мала, затоа што нели изгледа така како што изгледа или провоцира или нешто. Така исто со книгите, така исто со филмовите. Ако е во тебе го имаш тој нагон, што и да читаш Ивица и Марица и тука ќе најдеш нешто, нели, Ивица да отворе Марица или било што да читаш, во тебе ќе излезат тие лоши духови како од Пандорината кутија. Ромо и Јулија. Да, така што книгите не треба да се забрануваат, па дури кога има книги кои се и тешки за читање и тешки за разбирање, но треба да има упатство од возрастните, треба да се забрани достап на порнографија на интернет за децата. Тоа е опасно. Тие работи они се имаат некој deep news, не разбирам како се вика, каде што децата може се и се што да гледа. Тоа е опасно. Тоа е најопасното нешто. Затоа што тоа што ќе види едно младо дете во тие години, тоа му се врежува во меморија, го памти, го рефлектира сосема погрешно. А книга која излегла од печат било која во неа можеш да извлечеш максимум. И ако си добронамерен човек, доброто го претвориш во добро, затоа што лошиот дух во се гледа лошотија. Тоа е сега на Декамерон се седиш на учителката излегуваат, не сум виновна, што цитирам пострано затоа што излекуваат. Джовани Бокачо кога му забранувале црквата, клерот, нели двојните моралисти да пишува новели кои што имале еротска содржина, тоа еротска содржина споредба со ова сега е чиста поезија, тој им одговара така дека двојниот морал прави два аршина, значи тој што во се гледа злоба ќе препозна и во неговите новели нешто што е недолично затоа што самиот е таков. Огинот во рацете на домакин го стопли, во рацете на пироман ќе запали. Така, и Библијата може да биде опасна за опасен ум. Така што не треба да се забрани книгите, напротив, треба да се читаат, треба да се стимулираат сите за читање, затоа што е навистина голем капитал кога си начитан. Огромна разлика помеѓу начитано суштество кога разговара. За 7 минути можеш да откриеш кого имаш против тебе. Како соговорник. Спомнавме и еве и секс, спомнавме и валкани мисли на одредени психопати и така натака. Сексуална азбука, водевте вие порано емисија беше. Од каде идејата за да се направи вакво нешто и дали ни фали сега нешто такво? Маж ми е виновен, тој ме потикна сексуална азбука, читаш илустрована политика и виде текст нека српска емисија Проđи кроз црвено, исто таква со еротска содржина, онака ми кажа ноншалантно, што не водиш една ваква емисија, пошто си теоретичарка сама, па добро водиш теорија, нели? И не требаше 2 пати да ми каже, отидов во македонска телевизија и го лансиравме, го почнеме проектот Сексуална азбука, меѓутоа не се осмелив да почнам, претходно не се договорам со еден експертски тим,
професор доктор Викторија Вујич, психотерапевт, професор доктор Славица Арсова, сега нели директорка на невропсихијатрија, доктор Ставридис, доктор Горан Димитров, подоцна Татјана Гружанова, значи имав тим. Тие беа главните. Јас бев како модератор, што се вели, брдо книги прочитани вака и од дедо ми сексуалниот лексикон од 63-та година, за да се осмелам и првите 3 емисии фактички беа да добиам благослов од професори по филозофија, стручна фера, професор Сидо ми беше тогаш, Сидовскиот Корчаген, од верската заедница, од професори, од луѓе кои сметаат дека една таква едукативна емисија треба да има. Едукативна. Значи, сексуална азбука не беше емисија во која што јас поставав брутални, дрски, интимни прашања на соговорниците, напротив. Секој може да спомнам за луѓето што не ја знаат, што не ја гледале, што стана. Ете, може да ја гледат, има на YouTube каналите, ти може да зборуваш во една емисија и терминологија како што и пенис, вагина и мастурбација и се, ама тоа е во граници на прво научен јазик, зборуваш отворено, што е добро, што е лошо и за младите и за постарите, за било која генерација. Значи, едукативна емисија. Не беше емисија каде што чепкаш по интимност. За мене интимност е светиње, никош не треба прашаш никого за неговата интимност. Тоа е невоспитаност, тоа е дрскост. Ниту да зборува за нечија интимност. Така нас е време на реалити шоу, програми, емисии, сите кажуваат за својата интимност, колку партнери има, шо правеле на друго, тоа е веќе. И демонстрира дури. И демонстрира, да, мислам дека е тоа дегутантно. И се плашев малку, јас работев тогаш во Влахов, влаховци, колегите од Влахов, многу се сакаме и се почитуваме со колегите од Влахов, колешките, там или таму ја почнав својата педагошка воспитна кариера, професорска, и се плашев кога ќе предам во Корчаген, бидејќи не ме познаваат како тоа предрасуди професорка зборува за сексот, нели? Меѓутоа луѓе кои разбарани луѓе кои ќе видат емисијата, кои ќе ме слушнат, ќе сватат дека навистина е во рамките на едукативноста и не оди таму за доброто на децата, за доброто на сите. Така беше и кога влегов во тимот на Елена Лука, минатата година потпишав договор со неј, мене ми импонира што на 6 години потпишаш договор да си нечие заштитно лице, ни помалку ни повеќе на еден наш македонски бренд. Меѓутоа имаше коментари на Facebook како тоа професорка, манекенка, каков пример ќе дадете, па им реков едноставен пример. Ако платата професорска не ти е доволна, а многу си ја сакаш работата, значи јас имам 45.000 денари плата пред пензија, не јас туку сите, кога ќе пресметате четврочено семејство, секогаш спорувам со бурек, пошто сме нација која јаде бурек. 3 пати дневно, четвртина бурек по 4, сега јогурт малку со покачената плата, а инаку треба да имаме 60.000 евра, како што имат колегите во Србија, ако не ни го вадат оној фантомски просек по некој договор с подогоден, значи множиме со 15.000 наместо со 23.000, морам да тезгарам, значи морам да работам сексуална азбука, да водам подкасти, да водам нешто надвор од моето работно време. Не правам ништо недолично, баш им давам пример на децата дека наместо да плачам, ќе работам се, од никаква работа, аз никош не сум имала одбивност, ако е етичка правда. Значи, јас само што дипломирав отидов во Швајцарија и чував бебе. Бебиситерка, готвев, чував бебе, после 30 години тоа бебе ме викна, ми плати авионска карта да го видам бебето, каква девојка пораснала и до каде стасале они, каде се тие, каде сум јас. Те чекаат на фул кафе на аеродром со BMW најнова кабрилет, живеат смарт стан. Јас живеам се уште со свекарва, не возам кола, не се жалам, но сакам да кажам која разлика. Ете, точно можам личен пример да кажам, од 89-та ја не сум напреднала, а како напреднале некои кои работат во некоја држава каде што можеш да одиш напред кога се трудиш и кога вложуваш во себе. Тоа е нешто ги разочарува нашите деци и на жал затоа имаме одлив на мозоци, одлив на интелектуални, затоа што не успеваат да заработат доволно за достоинствен живот. Нас ни треба достоинствен живот, да имаш да си купиш лекови, да имаш да се лечиш. Вашата пресметка беше за бурек, но не може 31 ден да се јаде само бурек. Па ја кажам само која така што точно. Затоа е тоа. Дајте да не ми замерува никој, го кажам тоа отворено, не дам никаков лош пример. Туку напротив дека може да се работи. Зели јазници сте свесни дека кима секогаш има икон мене, икон вас, икон сите ние што работиме јавна работа. За жал тоа е така заради тоа што како што почнавме некој може да каже што сака денеска. Демократија, особено на Facebook може да каже и ќе ти дојдат до дворот, ќе те исплукат и ќе се отидат надвор од твојот двор, а не си ги ни пуштил. Точно. Затоа има блок.
Дали денеска чувствувате дека сексот се поима на поинаков начин, младите го доживуваат поинако од она порано како беше? Да? Па да, затоа што ние кога бевме девојчиња, мислевме дека навистина треба да наполниш 18 години за да бидеш одговорна кога ти се случи да забременеш. Затоа, значи, чекавме некој 18, ја и сопруга тако бевме 16,5, чекавме 18,5 години, па да почнеме со сексуални експерименти, се до тоа, нели, да направиме бебче првото, моја синче на 25 години. Браво. Така што има малку разлика, така бевме воспитани, имаше случаи да избереш на прсти, некој да забремени во гимназија и тоа да заврши со брак, нели? Ама не воспитува дека прво треба да завршиме нешто, да работиме, па потоа да не бидеме натоварени на сопруга на никој, туку пак да бидеме самостојни. Прерано влегуваат. Генерацијата прерано влегуваат, се е тоа поради медиумите, се фаворизира таа хипереротизација во облекувањето, во однесувањето, пак ќе кажам, не се виновни децата, некој ќе каже па и Роме и Џулиета на 13 години, на Шекспир, меѓутоа други времења и баба ми на 16 години, ме други времења не студирале. Така што не треба ни да тоа, ако некој има потреба го направи, тоа не судиме. Меѓутоа, од таа потреба или таа љубов, данокот ако го плаќа малолетна девојка со абортус, тогаш е страшно, тогаш треба, затоа што ние бевме, затоа и почнав јас да водам сексуална азбука, затоа што бевме првиот малолетнички абортуси. Па некој мисле дека ако се зборува тоа побрзо ќе влезе. Не, напротив, треба да им се каже и какви инфекции има и што може да им се случи за да сватат. А не да ги, затоа што се тоа убаво ќе се види медиумски љубов едно друго, меѓутоа треба последиците од сето тоа да им се предочат на децата за да знаат што ги чека, затоа што кога имаме само еден малолетнички абортус, сите сме абортирале. И момчињата, машките деца многу повеќе треба да се воспитуваат, да внимаваат, затоа што се они одговорни, баш затоа што немаат матка. Ве среќавале луѓе на улица во тоа време да ви кажат благодарам за вашата сексуална азбука? Па може не по улица, така, ама да, доста имав поддршка од луѓе, баш од интелектуалци кои ги разбира овие работи и секогаш ќе се пројави некој што ќе каже нешто. Меѓутоа јас имам таа учителски порив педагошки да објаснувам. Па во почетокот на Facebook толку време губев на сите и во инбокс сметав дека треба на сите да им кажам, на сите да им објаснам, имаше и провокации и се што. Сега веќе баталив не отворам, нели? Меѓутоа како да имав јас некоја потреба да се оправдам зошто водам таква емисија и дека ни треба таква емисија, но не за да се фаворизира сексуалноста, туку напротив да се научат работите какви се за да се внимава да се заштитат децата, а секако и возрастните. Значи, во тие емисии се зборува буквата В и за Виагра, како треба и што треба и дека не е тоа бомбона, не е цедевита, дека треба да посетат кардиологи. Значи, за возрастните беше интересна емисија, за интересни гости, нема да ги заборавам, сега веќе починат професор доктор Пошто професор? Не, офлеле вака се минјата, кој ќе се на невролог Јовиц Огриновски, професор Огриновски со неговата половина 33 години помлада жена, убавица, и кога ми беа во гости, или сега поставаш прашање, културно фино прифатија да бидат гости во таа емисија, доктор Огриновски кажуваше како се влюбиле кога бил неговиот школски другар, татко на неговата сопруга, и дека чекале да наполнили 18 години, сега многу има со предрасуди. Меѓутоа, кога го прашав... На иста свадба бевме со неговата сопруга, на иста маса, сега се сетив така. Да, точно. И како да ја одолееш, мислам, се навистина на љубов, здрава меѓу нив и деца и живот и се, така што некош навистина не треба воопшто да зборуваме за таа разлика во години ако си има здрави односи. И Јовица онака како што шармер го прашам, професоре, може керка да ви биде? А вика Јовица онака шармантно, може, ама не ми е. Среќа не ми. Така што не треба многу да судиме, освен оно што го кажав однос учител-ученик, тоа треба многу да се внимава, а друга ако се случи разлика во години, јас се разбирам. За се имам разбирање ако е во ред, ако не е позади на некој интерес или некој ниски страсти, значи љубовта нема дефиниција. Буквално не можеш да дефинираш љубов. Значи едноставно колку и да сакаш да ја ограничиш и да кажеш што е добро, не треба многу да се морализира, да се попува. Важно е никого да не унесреќиш, никој да не страда поради твојот избор.
Идеалните години за првото сексуално искуство кај машкото и кај девојчето вака според вас? Па јас сум тие конзервите, после 18, шо подоцна, сега подоцна не на 30 години, меѓутоа шо подоцна подобро после 18 затоа што не телото. Психички си поподготвен, повеќе знаеш, мало дете ништо не знае, гледа нешто, имитира, ама ако се случи некоја хемија и све, пак ќе кажам, јас можеби многу сум била влюбена во него, ама било закон пред 18 не знае. И чекал, нели ме начекал. Така е. Книга, филм, театар, опера. Вака, што според вас најмногу може да влијае на еден млад човек? Се. Синестезија од сите сетила е, буквално кога гледаш и оперска представа, и театарска, и филмска. Имав среќа вчера, па и завчера први бев на представа на мој бивши ученик, сега веќе е дипломиран актер. Представата чекам, кај што брилјантно го умеше Гоце Андонов. Па вчера имав среќа да одам кај моја ученичка бивша од Корчагин, која е Деана Поповска, која заврши 2 академии во Франција, режија и актерство. Па имавме среќа да гледаме 2 брилјантни незини проекции на 2 филма, Его и Омега, онака за мене документарци како што сега Матрис е документарец, така и незините филмови ќе бидат понатаму, затоа што иде in advance, како да пишува за однапред, и тоа е среќа кога имаш ученици кога гледаш дека те надминале. Нема поголема среќа од родителот и од професорот кој ќе си ги види децата многу подобри од себе. Ете, ја имав среќа да го доживам тоа, да го видам на промоцијата на Деана Поповска во литература во Diamond Mall. Тоа е само доказ за вашата успешност. Па не, за мојата љубов кон нив. Значи успехот е многу релативен. Успех да останеш нормален. Најголемиот успех денес е да си нормален, да не станеш завидлив, да не станеш, не знам, завидливоста не им се исплати, им кажам на децата, не може да љубоморите цел живот, секогаш има поубави, попаметни, подобри, посрекни, не може да завидувате. Значи ангелот кој сакал да свети како сонцето, поцрнен и станал црниот ѓавол, иначе бил претходно ангел. Значи не се исплати завидливоста, не се исплати тој компетицијски дух, надпревара, материјалистички, освен ако не е она да напредуваш во својата професија. Но љубовта кон работата, кон луѓето, кон сето, алтруизам, тој космополитизам, таа толерантност, тоа човеколюбие е нешто кое што е вградено во нас во зависност кој те воспитувал. Ајде имав среќа да растам покрај родители кои многу се сакаат. Татко ми, мајка ми, ја и брат ми сме деца не само правени од љубов, туку чувани со љубов, и тоа се гледа во човекот чуван со љубов. Колку медиумите на пример влијаат во изградба на еден млад човек? Дали одредени медиуми забележувате дека се обидуваат да им го исперат паметот на масата на народот? Медиумите повеќе од книгите, и од ова што кажавме посета по опери, по театри, за жал, затоа што се достапни, 24 часа, достапни, и влијаат многу затоа што добиваат брзи информации. И она што медиумски ќе им се сервира, значи треба една медиумска писменост. Еве браво, новиот учебник по македонски има медиумска писменост како наставна единица се внесува, да се научат децата во прва година, треба и порано од прва година, затоа што уште во основно тие сурфаат, да не речам од 6 години веќе се како директори у канцеларија седнаа за тастатура и куцка сурфа. Има огромно влијание, затоа треба да се научи што се фейк, што се лажни новости, да се изолира, дека секој што ќе им напише навред или збор да не го сваќа здраво за готово, затоа што не дека нема врсничко насилство и вербален атак и булинг во наше време, ако сум имала и нас не закачале. Меѓутоа тоа се завршува кога ќе дојдеш дома. А сега продолжува кога ќе дојдеш дома, отвараш повторно медиум, и ти си во комуникација со не знам колку луѓе кои може да те навредат, да те спровоцираат и кој да те оттргне, да те откорне од таа тастатура и од тој екран каде што ти читаш. Колку имаме самоубиство во последно време. No. Колку имаше проблеми со синиот кит кои децата не знаеме зашто на крај си посегнуваат. Не е добро да се седи со часови некој. Не да не е добро, туку е опасно. Значи мора да има децата физичка активност, мора да развиваат просторна интелигенција, да ги пуштиш да трчат буквално, да пешат, се качи на водно, да собере шишарки или коштени, да имат да си го почитува телото, не мора само теретана. Не мора само, не знам, фитнес, тоа што пијат, како ги пијат оние енергетски напитки. Па работи по дома, немаат работни навики, дома има колку прозор да измислиш, ќе развиеш бицепси, трицепси, значи треба да си има култ кон телото. Најважното е здраво тело.
Јас секогаш велам најважниот предмет е спорт и спортски активности, па сите други. Јас со ќерка ми береме чај на Шарпланина, така да не сме попивали. А има 10 години. Ете, ништо побој, го научиш детето што е чај, што е коприва, што е мов, кој е север, исток, југ. Нема тоа е веќе капитал. Тоа што го правиш со твоето дете веќе ти кажува дека си родител кој внесуваш во детето капитални вредности кои ќе ти се вратат подоцна. Значи многу повеќе треба да се дружат родителите со своите деца. Многу повеќе. За жал немаат време. Се нема време, тоа е заради материјализмот, таков систем за... Така е, се согласувам, ви благодарам. Како последно прашање, заради тоа што започнавме, прво морам да кажам дека ми беше прекрасно што ми бевте денеска гостинка. Се надам дека ќе се видиме повторно. Сакам да ве запрашам, бидејќи започнавме со политиката, неизбежно беше, спомнавме за прљаво Скопје, за така натака, за градоначалниците. Дали е потребно во Македонија трета политичка сила? Што мислите, дали е можно да дојде? А све е можно, скопски све е можно, значи не можам ништо да кажам, тука сум аналфабет, ако дојде трета сила, нека биде сила полна љубов и почит кон оваа земја, кон оваа држава, нека се направи нешто домакински добро за Македонија. Значи сакаме тим екипа кои се домакини луѓе, еснав луѓе, кои ја сакаат оваа земја. Прво, значи транспарентни, да се каже каде одат парите. Кога имаат провизии се транспарентно, нема провизијата во джеб, даја негде каде што има потреба. Некако да се најде на сила која има човеколюбие прво. Па ја мислам дека многу се збогатија веќе шо ќе има за 5 животи. Кај ќе со тие пари шо ќе правиш? Може да живееш у 5 куќи одеднаш. Не. Што вика оваа Боба Мојсиловиќ, многу е паметна, вика. Не можеш во исто време да идеш 5 кила месо или кавијар или да бидеш на 5 места заедно или да возиш 5 коли одеднаш, не можеш и да сакаш. Шо ќе ти се? Само да им робуваш. Кога ќе мораме во иста дупка, одиме. Па тоа така завршува, меѓутоа и тука има ова некој сака и со стил и тоа, значи во реде, значи секој со своите амбиции, својата филозофија, меѓутоа таа мегаломанија, толку многу, од една страна имаме луѓе кои се навистина сиромашни, немаат ни за храна, од друга страна имаме ултрабогаташи. И тој раскоп, таа драстична разлика, веќе нема среден сталеж. Ние веќе одиме неке сиромашни. Затоа што ти ако работиш и секи си, ти ја снема платата на крај, не де Боже се разболиш, треба да платиш операција, мртов си. И шо? Значи тоа е тоа да си има некој за да можеш ете да си платиш преглед. Спомнавте мегаломанија, спомнавме многу пари за одредени луѓе кои умираат нормално, сите ќе умреме еден ден. Александар Македонски си претпоставам дека знаете кога почнал и наредил на неговите слуги рацете да му бидат надвор од ковчего за да видат дека ништо нема да понесе на овој свет. Само што не можеме го најдеме ни телото ни ковчегот, тоа е една голема енигма за Александар Македонски. Само знаеме дека дошол во мет. Па да, има доста, има и шпекулации, има и се, тоа е голема енигма, која нели мислам да некои идни генерации се тука може да помогне вештачката интелигенција, некои работи да се исчепкаат, едно време имаше предпоставки да го врле во прстенот, го врле дека е тука некаде поминува се, на што сме ние посебно горди, а на грците на соседите сме им трн во око. Не мора да одиме во таа, нели, тоа толку далечно минато, доволно е што постоиме, што сме со артефакти дефинирани од 9 век, со Кирил и Методи, словенска писменост, македонскиот нели јазик во Централниот сојуз на јазичниот систем на старословенските јазици, што сме имале Охридска книжевна школа, првиот универзитет која не постоеле ни Кембридж, ни Оксфорд, ништо. Значи тоа се доволни артефакти да докажат дека македонскиот јазик е посебен јазик, дека се развива со посебна варијанта од бугарскиот, од српскиот, од сите други, дека таа посебност која е официализирана дури после таму колку му доаѓа 11 векови благодарение на Тито партија, омладина акција, нели подписот 45-та година, токму поради тоа треба да го чуваме и да ја знаеме кирилицата и да си го негуваме јазикот и имаме морална човечка одговорност кон сите тие наши предци кои буквално животите си ги давале за да овој јазик се докаже дека е посебен. Па и Русија и Путин изјавија дека писменоста им доаѓа од македонската држава. Да, малку пак ќе се пројави некој ќе каже нешто што треба. Професорки, уште еднаш ви благодарам што ни бевте денеска гостинка и ви посакувам добро здравје и да ни дојдете повторно на гости. И јас тебе и ета баш ми е драго што ета напредуваш, се бориш и ти и што си добар татко кој бере чај со својата ќерка. Ви благодарам.
Драги мои, знам дека ви беше интересно, а доколку беше така, знаете дека треба да притиснете лайк и да го споделите ова видео како би допрело до што поголем број на луѓе и нормално да притиснете subscribe.